Серијата разговори со поединците и карнавалските групи кои дале свој белег во изминативе години, во изминативе нешто помалку од 30 години од одржувањето на Струмичкиот карнавал, го продолжуваме со карнавалската група која навистина остави значаен печат во минатото. Тоа е, погодувате, нели, станува збор за карнавалската група Мулен Руш. Имаме 5 прекрасни представници од оваа група и веднаш ќе ви ги представам. Веднаш до мене Нина, па Ѓорги, па Анита, Љупчо и најмалиот меѓу нив Никита. Прекрасно детенце со прекрасно име. Добар ден, добре дојдовте на програмата на ТВ каналот ВИС. Разговорот ќе го започнеме со оној кој е еден од идејните творци на оваа карневалска група, тоа е Ѓорги, откал да е Ѓорги да е. Карневал годинава ќе нема. Чувството какво е? Па, многу лошо, бидејќи, еве, јас од кога што знам за себе, од вакви мали нозе, сум правен карневал, потоа традицијата ја продолжив самостојно, па со другарите, па и на факултет се правевме карнавали и со возобновувањето на нашиот карнавал продолживме со еве и групните маски, потоа почнавме 2003 ја направивме нашата група Мулен Руш. До ден денес не сме ја изостанале ни една година. Значи не памнам некогаш кога не сум бил карнавал. Минатата година ми беше толку тешко што прва година еве во последните моменти се одложи карнавалот на наша можеби несреќа или среќа. Оваа година веќе званично нема да имаме карнавал, со тешко срце го поднесуваме тоа, меѓутоа мислам дека ќе смогнеме сили да најдеме некое мало движение да направиме и оваа година, бидејќи оваа година пак имам и внука и сакам и да се радувам на неа, да ја направиме едно мало карнавалче, да може таа да биде и на дополнителен член во нашата група за понатаму. Така, но сепак нештата се такви какви што се, мора да ги почитуваме мерките, мора да ги почитуваме протоколите. Знам дека жалиме сите што нема карневал, како минатата година, така и годинава, но не сме сами, сите карневали во светот се откажани, но останува да се надеваме дека следната година тие нешта ќе се променат, ќе дојдат во нормала и карневал повторно ќе има. Вие сте маскирани во разни маски, тоа се маски од низа години наназад, предпоставувам. Ова е предпознатлива маска, Ѓорги, во која си ти. Ајде да се посетиме што беше тоа? Тоа беше Фениксот маска. Иначе од 2003 година кога почнавме да ги работиме групните маски, групата се повеќе и повеќе растеше. Почнавме да правиме и 2 маски, пред 2 години веќе и 3 маски направивме од самата група. Мислам дека дадовме огромен печаток од самата група на нашиот Струмички карнавал. Препознатливи сме со таа работа. И се надевам дека еве и кога ќе помине пандемијата или кога ќе научиме да живееме со ова пандемија околу нас, ќе продолжиме наредно пак да учествуваме на Струмичкиот карнавал и да ја продолжиме традицијата за веки веков. Дај Боже нека биде така. Вие навистина оставивте трага во овие изминати 30 на години од одржувањето, од повторното возобновување, нели, на Струмичкиот карнавал, на организираната форма на Струмичкиот карнавал. И не само што ја негувате таа традиција на маскирање, на игри под маска, туку тоа им го пренесовте на своите деца, кои во текот на тие години се родиле. Нина е ќерка на Ѓорги и таа ќе ни каже од кога таа се вклучи во карнавалската група Мулен Руш. Моите почетоци во карнавалската група беа кога беше поточно со маската Моцарт. Значи, уште од кога бев како Никита, јас почнав да се правам карнавал. Така. Бевме околу 5-6 млади нови членови во групата, од кои што мојата улога беше да свирам на виолина. И ги гледав сите како имаат точка и ми рекоа, ти
твојата улога е да свириш на виолина. Ќе ја фатиш виолината и ќе мрдаш со раката. Јас си велам супер лесно. Така. Но кога ги видов сите како играат, како се на сцена, како се толку координирани, јас заборавив да ја мрдам раката и само стоев и гледав. Толку ми беше волшебно тоа и од тогаш решив и стварно сум секоја година на карнавал. Таа љубов не минува. Тоа е наследено од колено на колено, бризгано во крвта, како дел од крвта на секој струмичанец, особено на вие кои сте активни чинители на струмичкиот карнавал, бидејќи без вас и без сличните на вас струмички карнавал ке нема, така ли? Мора сите да дадеме свој придонес. Ние даваме исто така свој придонес еве во недостаток на карнавалски содржини преку вакви разговори. Јас се надевам дека ќе биде тоа онака како што сите посакуваме, иако посакуваме карнавалот да го има, но за жал го нема. Анита ќе ни каже од каде името Мулен Руж. Тоа можеби сте го кажували и порано, но јас се сеќавам на една маска која се викаше токму така. Да, од 2003 за прв пат 5 семејства или 5 фамилии, да кажеме, излегоа на карнавалот на струмичкиот карнавал, каде самата маска беше инспирирана од бразилскиот карнавал. И тие пердови таму што ги гледавме, значи толку многу ни инспирира, што на крајот одлучивме да направиме 10 костима кои се во еден вид копија на Мулен Руж, кој што нас не е познато, значи што значи Мулен Руж. И таа година имаше една случка каде што уствари на самиот карнавал, ние на маскенбалот бевме облечени возрастните, а на самиот карнавал беа облечени млади девојки, повторно од фамилиите и нивни другарки, но мажите, да кажеме, беа придружници кои што мораа да го носат возилото и уште на самиот старт, на старата чаршија, на првото дрво, да кажеме, се скрши ветрњачето. И целиот пат, мислам, помина ете така, камионот кој што беше со скршена ветрњача, но сепак оттаму излезе идејата веќе групата која што продолжи понатаму да се прави како карнавал, да се вика Мулен Руж, баш од 2003 година. Супер. Но од 2005 година, на едно патување во Раковски, во Бугарија, бидејќи имавме два типа на костими, Мулен Руж и втората година, да кажеме, бевме во верзијата на руски одела, 10 одела, имаше потреба да се облечат сите тие одела во Раковски и по иницијатива најверојатно на одредени луѓе кои што беа во одборот, карнавалскиот одбор, ги повикаа втората половина, да кажеме, која после 2005 стана дел од Мулен Руж, тоа се, значи, Љубето со уште една екипа, да кажеме, друга група на фамилии и семејства, каде од 2005 година нашата група стана поголема и од тогаш веќе постојано, континуирано, со заеднички идеи, со заедничка енергија, труд, сето тоа, значи, е остварено во оваа група Мулен Руж. Од која маска е ова во која сте облечени вие? Ова моментално што сум облечен, што да кажеме, бидејќи оделата ни стојат, но нели ние се менуваме конституционално што можеме да влеземе. Ова е од 2016 година, каде што беше наречена Окото на бескрајната љубов. А истата година, ако не се лажам, уште едната група, уствари од 2016, каде што веќе 2 маски веќе фигурираат во Мулен Руж, беше бројната со 50 членови, ако не се лажам, беше. Беа Фениксот, кој исто така... А Нина? Нина во која маска е? Нина е во Фламингосите, кои што беа 2018, ако не се лажам. Ете така. Така да секоја година се бараат идеи како што обично на Свети Никола се собиравме кај Николови и таму паѓаше гласањето, идеите, што... Значи демократски, така, се гласаше, така? Да, демократски, тогаш идејата паѓаше на Свети Никола, дојде нова година, се оди, се пазарува, значи, материјали и веќе после нова година започнува со изработки. Така. Од прилика Љупчо Танушев, ќе го продолжиме разговорот со него. Од прилика колку трае подготовката на една маска и какво е дружењето дури се подготвува таа маска? Па морам да кажам дека многу малку трае. На нас не ни стига цела година.
Затоа што нашата дружба за време на изработката на маската е исполнета со нормално. Кога се работи нешто има и недостатъци, во смисъл на во некој момент помалку луѓе при изработката, па се малце нервоза, па се расправаме, но сето тоа на крајот од денот се претвара во дружба, каде што нормално се знае. Се почнува со мезе, со ракија, Весело расположение. Расположение, што да ви кажам. Значи, Песни, имаше песни? Без песна не се седнува. Не оди работата без не песни. оди работата. Значи, така. толку ни не достига оваа дружба, што мислам дека, еве лично за мене зборам, влијае и на самото расположение и на се. Ние бевме научени, значи, 2 месеци да нон-стоп секој ден. Значи, дали на камион, дали кај некој се шие, до некое време се завршува, па се седнува, па се продолжува со многу пати се случувало, да кажеме, кога дојде до некоја идеја за некоја маска, се почнува, во меѓувреме се дојдува до нови идеи, па некои мали промени, значи нон-стоп целата оваа дружба беше претворена во шоу. Така, фестивал. Супер. Ме интересира, ги прашав сите, те прашувам и тебе, во која маска си облечен овој пат, од која маска, од која година? Да ви кажам, многу јас не водам сметка, еве Анита е тука. Анита повели, помогни ни. Оваа маска е Валкири, која е 2018 година изработена, повторно со идеја да се представи нешто што не е доловено досега на Струмичкиот карнавал. Кога микрофонот е веќе кај тебе, предпоставувам, убаво е да се освојат награди, ќе го прашам Ѓорги околу наградите, но веројатно тоа и не е најважното. Висината на наградите е таква каква што е. Предпоставувам вие за материјали, за разно други нешта, за ракија и мезе секоја вечер, не ви стасуваат тие пари доколку ја освоите првата, втората, третата награда, седно. Колку чини една маска, од прилика? Кога ќе не прашаат колку чини една маска, ние знаеме колку чини само основата, материјалот, суров. Значи, само најосновната набавка. Трудот, енергијата, значи, нема цена. Нема цена. Апсолутно. Цената не е исплатливоста на карневалот преку наградата, тоа е факт. Ние видовме веќе овие 2 години што уствари е доприносот од Струмичкиот карневал. Доприносот е дружбата, позитивната енергија, патувањата, пријателствата, значи сето она што е доприносот од правењето и изработката на една карнавалска маска. Така. За сето тоа, важни се многу нешта, но најважно е, сигурно ќе се сложите со мене, најважна е љубовта. Љубовта за дружењето, нели, што си го имате, дури се спрема таа маска. Предпоставувам сите вие се знаевте и порано, значи пред Мулен Руж, тоа сте семејства кои се дружите и онака, нели, но тука е и љубовта кон Струмичкиот карнавал како долговековна традиција. Јас иако не сум струмичанка, но струмичани ме заразија со Струмичкиот карнавал, што е доказ дека не мора да си од Струмица, а да бидеш, значи да уживаш во Струмичкиот карнавал. Така, Анита е велешанка, ако не се лажам. Што знаат велешани што е карнавал, ако не дојдат во Струмица да живеат, така ли е? Така. Добро, Ѓорги, околу наградите, Мулен Руж без сомнение е една од најнаградуваните групи во овие изминати години. Ке спомнеме ли нешто околу тоа? Па можам да кажем дека како организирана група за овие 18 години како постоиме, имаме отприлика околу 25 први места. Значи, независно од тоа дали едната маска, другата маска, или еве помладите веќе и тие, да кажеме како се, значи, мислам дека сме задоволни од сето тоа не исполнувало, иако некои години, нели, заради друг начин на оценување, бевме една година, еве, и дисквалификувани, затоа што настапот не ни беше
слезени долу од камионот, него ни беше на самиот камион. Меѓутоа, не обескуражи да продолжиме наредната година. Сите ја имаме премногу таа љубов во самите нас и мислам дека еве и пандемијата нема да не обескуражи, дека наредната година ќе се нормализира ситуацијата и ќе биде се во најдобар ред, не да освоиме награда, меѓутоа да направиме добра маска која сите други ќе ја паметат како награда за Струмичкиот карнавал. Токму така. За жал и годинава карнавалот кога го нема, но еве, се гледа духот во вашите очи, дека се уште го сакате тој карнавал без разлика што го нема. Еве, малку микрофонот. Ако реков дека Нина е керка на Ѓорги и ако констатиравме дека љубовта кон карнавалот се пренесува од колено на колено, тука е и третото колено, бидејќи Никита, најмалиот учесник во оваа петчлена карневалска група насловена како Мулен Руш, е внук на Љупчо Танушев. Тој ќе ни каже колку тој го сака Струмичкиот карнавал. Никита, го сакаш ти Струмичкиот карнавал? Да, Многу? да, Колку пати имаш учествувано на карнавалот? само еднаш. Само еднаш? Тоа беше пред 2 години, така? Да, Колку години беше тогаш? па Колку години имаш сега? 8. 8, значи си бил 6 години, така? Добро. Кој ти ја пренесе таа љубов? Дедо, мама, тато, кој? Па Сите? да, Сите, добро. Очекуваш до година да го биде повторно Струмичкиот карнавал и повторно да учествуваш? да, Така, добро. Многу убаво си облечен како Волфганг Амадеус Моцарт, една од најуспешните маски на Мулен Руж во изминативе години. Продолжуваме со Нина. Нина, сите успешни карнавалски групи имаат своји патувања. Можеби не си баш ти треба да одговориш на тоа прашање, но другите ќе се надоврзат. Каде досега си била со Мулен Руж надвор од границите на нашава земја? А у многу места. На многу места? Значи имаме одено во Белград, имаме одено во Болна Браќа, имаме одено во Будва, имаме одено во не знам, не можем да ги набројам, повеќе од 20-30 места, Котор, Риека. Другите ќе се надоврзат. Јас сакам да кажем една интересна случка што беше со оваа маска, каде што бевме на карнавал со маската во Будва и имаше многу дожд, но решија да продолжи карнавалот, а тоа беше масовен дожд, а ние со пердови вака облечени и на дождот дефилиравме, ја направивме дури и точката, значи имавме и точка на сцена и се, но се вративме дома мокри пилиња. Значи сега сваќам какво има на пилинцата надвор. Супер, добро. Тато ќе го продолжи муабетот. Каде се досега бил Мулен Руж, каде го представувал Струмичкиот карнавал? Значи, првото патување на Мулен Руж беше и со маската Мулен Руж во Русе. Добро. Тоа е 2003-2004 година. Потоа во сите земји на поранешна Југославија, во сите држави, секаде имаме настапувано и независно од тоа на 5 места дури сме први почетници за возобновување на карнавалот во некои од градовите. Браво. Значи, на овие 5 места бевме поканети како прва група, како иницијална група, која даде голем придонес да почне карнавалот во тие градови. Супер, Значи, супер. потоа и во Албанија Првиот печаток е најдобар, нели? Најважен. Да, во Германија, во Данска имаме, Белгија имаме отидено, Бугарија веќе традиционални гости сме во Бугарија, значи во Италија бевме, во Верона, значи сите тие места ги посетивме со групата. Една година дури имавме 6 посети
во различни места како група, значи која го представуваше Струмичкиот карнавал во надвор од рамките на нашата татковина. Така, Анита ќе ни каже кој од тие патувања ќе и останало во најголемо сеќавање, во најдобро сеќавање или тешко е да се избере? Тешко е да се избере, можам само да кажам кој е можеби поголем од Струмичкиот карнавал и помасовен од Струмичкиот карнавал. Сепак мислам дека само еден е помасовен во бившите ју простори зборувам, тоа е Риечкиот, во Риека, каде што сме биле повеќе пати. И таму е акцентот на масовноста на учесниците и на големи возила. Значи, огромни возила се изработуваат, огромна љубов постои таму, многу долга е маршрутата по која што се движи, на 5 места има настапи, публика многу има, значи таму е стварно велелепно. Но Риека е голем град, многу поголема од Струмица. Риека е туристичко место за разлика од Струмица. Риека има по друга местоположба во Европа за разлика од Струмица, но Струмица исто така држи некакво ниво, не случајно беше избрана меѓу 20 најдобри во светот и така натаму. Дека само тие се пред нас, ние сме после нив, значи. Така. Инаку во секоја земја има поразлични пристапи. Ако одиме во Бугарија, кај што знаеме какви маски доаѓаат во Бугарија, ние сме таму како да кажеме чуда со овие маски, бидејќи таму се разбира, знаеме како одат маскирани, во Бугарија со крзна кожи и така натаму. Во Германија е друг приодот, на карнавалот со други традиции. Во Белгија исто така поразлично. Италија со своите убави италијански, венецијански маски. Супер. Секој карнавал, секој гостување си има своја убавина. И тоа е уствари, јас кажам, едно патување од 3 дена, една неверојатна енергија со која што како луѓе се полниме. Тоа без друго е и многу заморно, нели, да се патува. Но тоа е стварно убавината. Но задоволството не се мери со ништо, нели? Секаков умор е така настрана. Патувањето во автобусите, исто така, дружењето со другите карнавалски маски кои што заедно патуваме. Така. Сето тоа е позитивното. Љупчо, ќе го прашаме која година е и кој настап на Мулен Руш ќе му остави најголем впечаток од почетокот, од вашето прво учество на Струмичкиот карнавал па до ден денеска? Ние за прв пат, како што рече Джоко, почнавме со дружба во Раковски. Така. Значи, таму поминавме фантастично како прв пат. Така. И тука почна она права дружба. Значи, тоа не се расправа, не се кажува во 2 минути. Исто така, една од добрите спомени што ми се и ден денеска како предобштето. Не зборувам само за патувањата, чинам дека тоа прашање го абсолвираме од Струмичкиот карнавал. Која година ќе ти остави како најсилен впечаток според маската, според расположението, според времето во кое се одвива? Не можам да затоа што секоја маска си има своја убавина и не знаеш своја приказна, своја историја, така. И при секоја изработка се случуваат разни случаи за време на изработката, така да мислам дружбата за секоја маска е малтене иста. Значи ракија, салата, дружба, правење и тоа. Така. Али како квалитетна маска не можам да одвојам ни една, затоа што тоа се ваши деца, нели? Како велат? Категорија на Како велат, ај сече го едниот прст, кој прст ти омилен, нели? Така и вашите маски се ваши деца. Ако кажам ова и ова маска, значи ќе сгреш е најдобра. Така. Значи не можам да го мислам, една од најспектакуларните беше кога бевме свемирот. Кога сето тоа се случуваше со она летачка чинија која беше поставена на она. Беше многу атрактивно во секој случај, да. Значи тоа е еден мал дел што малку можам да одвојам некоја маска. Иначе сето друго е квалитет што не може да дадам. Тешко се памети сето она што сте го оствариле во овие години, но затоа сте се сетиле, бидејќи во меѓувреме направивте издружение на граѓани, нели? Го регистриравте како издружение на граѓани Мулен Руш. Ѓоко ќе ни каже
кога тоа се случи и што како издание сторивте, и гледам во рацете носиш некаков каталог. Еве, имаме уште еден. Значи, први се потрудивме да направиме еден каталог кој ќе ги демонстрираше на некој начин нашите маски, и тоа таму не беа прикажани само маските после 2003 година, него и пред 2003 година, кога беше маскен балот во Струмица, без без учество на нашата група како во организирана форма. Веќе 2003 година ја формиравме групата и за 10 годишнината од постоењето на групата направивме уште еден каталог каде беа представени сите овие 10 маски кои ние ги направивме. Дозволи, дури ти зборуваш, се надевам нашиот снимател Тане Коџабашиев тоа ќе го регистрира, а продолжи. Значи, ни беше и нам малку по-лесно да можеме да се презентираме и на другите места, што се маски сме направиле како група и како се сме настапувале на Струмичкиот карнавал. Многу од овие брошури завршија во раците на други групи надвор од нашата земја, го видоа карнавалот, многу покрај овие брошури посакаа да и бидеме гости, и како такви бевме поканети и на други места, отваравме други места за посета надвор од Македонија, и како амбасадори на Македонија учествувавме и на другите места. Пред се како амбасадори на Струмица. Да, како амбасадори на Струмица со многу голема желба да овој Струмички карнавал се презентира насекаде. Така. Ние може да спориме до утре наутро кој карнавал, дали риечкиот е подобар или Струмичкиот, но едно е повеќе од сигурно, а тоа го велат странците кои доаѓаа во Струмица, дека Струмица ја има најдобрата карневалска химна во Европа, така велат странците кои доаѓаа во Струмица, па дури Струмичкиот карнавал не го нарекуваат Струмички карнавал, туку Струмичко чудо, како што се спомнува во самата химна. Нина, ја знаеш ли химната? Да. Како почнав или како е рефренот? Ај јас ќе ти помогнам. Ај на нога Струмичане, гостени се соберале, еј ги дибре мале, мале, идат много карневале, ехе. И понатаму? Рефренот. Струмички карневал, Струмичко чудо, гора ми зори, нека е лудо, ставете маски, како перено, Струмица дае, центар на светот. Браво. Што понатаму? Ѓоко или Анита? Ајде, Анита. Имате ли идеи за идните издања на Струмичкиот карнавал? Што правиме со маската што минатата година ја подготвивте? Идеите се моментално на стендбај, како што животот не е малку на стендбај, можеме да кажеме. Од минатата година приготвените маски ни стојат, затворени се, чекаат поубави времиња да ги прикажеме. Мислевме дека оваа година ќе се случи тоа, но не битна. Па здрави и живи да сме, се надеваме дека се ова ќе помине и веќе следната година да ги покажеме ланските, значи две маски, кои што ги имаме направено со многу слична тематика се. Не откриваме тематиката, не откриваме ништо, да, бидејќи сите се радуваме, публиката, Струмица. Зошто сите групи љубоморно ја чуваат идејата пред да се покажат на Струмичкиот карнавал? Да не би се украде? Еве, Ѓоко сака да каже. Изненадувањето, јас само да кажам, мислам дека сепак она изненадувањето и чудото кое што го има во химната да не биде пробиено, значи луѓето да се чудат и да се водушуват на убавините. Ѓоко, повели и тука да привршуваме една твоја порака. Мене ми е жал што само 5 мина
од Мулен Руш учествувате во овој разговор, вие сте многу повеќе. Ајде една порека за самиот крај. Значи јас еве да кажам првин зашто не се покажува, не се кажува маската. Значи нашата традиција е да се оди кај армасаната, армасаната треба да го препознае кој е младоженец. Така. Значи таа традиција еве и кај нас оставила трага да ние не кажуваме која маска и која тематика ја работиме оваа година се со цел да не бидеме препознаени од армасаната, нели, како веќе видено или дознаена маска, него на некој начин да се продолжи и таа традиција да сите на самиот главен струмички карнавал настапиме како нешто невидено и да не може да не препознаат кој сме. Ми се наметнува само уште едно прашање за самиот крај. Струмичкиот карнавал достигна едно високо ниво, не се тука залудни оние кои го фалат, не само во земјата, туку и низ целиот свет, но што вие би промениле? Како да го надградиме струмичкиот карнавал да биде уште подобар? Како што кажа Анита, малку да се стрпиме да видиме како ќе бидат овие промени, овие здравствени проблеми, како ќе делуваат и на самиот карнавал и на самите нас. Се надевам дека ќе се стабилизира, сега ја гледаме вредности и на животот. Значи, ако не се дружиме, ако не ја пренесуваме традицијата која гори помеѓу нас и на нашите поколенија, значи не останува како да ни е безличен животот и безвреден. Значи сето тоа треба да го негуваме, да го оставиме и на нашите поколенија исто да го негуваат и да го осетат чувството на правото живење на животот. Со вас може да разговарам уште минути, часови, па дури и денови. Вие имате толку големо искуство во овие изминати години, колку што се одржува струмичкиот карнавал, но времето е толку колку што е. Останува да ви се заблагодарам за учеството во ова подсетување, во ова одбележување на овогодинешните карневалски свечености во нашиот град, да си посакаме значи да сме здрави, живи, да се видиме, дај Боже, до година на одржувањето на карнавалските свечености во нашиот град. Нека биде се како што ние посакуваме, но пред се да сме здрави и живи. Еден поздрав, почитувани гледачи, до Мулен Руш, уште еднаш Нина, Ѓорги, Анита, Љупчо и малиот Никита.